приказни од Балканот. Романска народна приказна. Приказна за прасето. Еден ром и еден романец отишле заедно на Панаѓур да купат прасе. Откако нашле едно убаво прасенце, решиле да го купат. Тогаш ромот му рекол на својот пријател: сега, кога прасето е наше, како ќе го поделиме? Ромот, како ром, цело време мислел само на едно: како да го надитри романецот. А ти што мислиш дека би било најпаметно да направиме? Го прашал романецот. Ромот му одговорил: ми текна што ќе направиме. Ќе го испржиме прасето и ќе си легнеме да спиеме. Кога ќе се разбудиме, ќе си раскажеме што сме сонувале. И оној чиј сон е поубав и поинтересен, ќе си го изеде прасето. Договорено, рекол романецот. И така тие го испржиле прасето и си легнале да спијат. Но ромот никако не можел да заспие, бидејќи цело време мислел каква приказна да раскаже. И романецот во исто време не можел око да склопи, бидејќи бил оптоварен со мислата дека ромот ќе се обиде да го излаже и размислувал како да го спречи во тоа. Најпосле по долго размислување, ромот заспал. Кога романецот го видел дека спие, тивко се искрал од креветот, го изел прасето и така молкум се вратил назад во својата постела, правејќи се како ништо да не се случило. Утрото, кога се разбудиле, романецот го прашал ромот: кажи ми сега што сонуваше? Па да ти кажам, сонував дека се наоѓам во едно прекрасно поле полно со цвеќиња. Додека шетав така меѓу цвеќињата, здогледав една скала висока до небото. Се качив на скалата и стигнав меѓу облаците. Таму здогледав една куќа и кога таму што ќе видам? Господ и неговата жена седнати на трпеза. Тогаш Господ и рече на жена си: мила жено, покани го ромот да ни се придружи на вечерата. Јас го послушав Господа, седнав на масата и се изнајадов се што ми сакаше душичката. Кажи колку прекрасен сон. Да, убаво си сонувал. А ти што сонуваше? Го прашал ромот. Па и јас имав сличен сон како твојот. И во мојот сон имаше градина со прекрасни цвеќиња и скала по која јас се искачив, и тогаш го видов Господ како седи на трпезата со својата жена. Тогаш Господ и рече на својата госпоѓа: дај му на оној романец да го изеде прасето, бидејќи ромот ќе јаде заедно со нас. И ти што направи тогаш? Прашал нервозно ромот. Па го изедов, се разбира, рекол романецот држејќи се за стомакот.